Беровско двориште вода нема веќе цел месец, а минимално низ цевките по 2 часа се појавува во вечерните часови. Се жалат жителите. Вода немаме, само по 2 часа ни доаѓа на вечер водата, не можем ни да се избањаме, ни за лична хигиена да одржиме, па камо ли за друго. Како се снаоѓате? Паниме шишиња. Селски бунари имате? Место за пиење вода, за пиење одамна е забранена, донесуваме вода од преведена од извори за пиење вода носиме, одамна е забранена и за пиење, туку ја нема сега ни за лична хигиена. Исто како и во случајот со Звегор, проблемите и овде почнале кога општината инсталира нов водоводен систем и го приклучила на стариот. Проблемите ги има години наназад, направија нов водовод, ама овој не функционира и останавме на стариот. Така стариот е наслабен изворот и има недостаток на вода. Од жителите до општината досега се упатени безброј апели проблемот да се реши, но тој во двориште и понатаму им го загорчува животот. Проблемот е пријавен и се запознаени добро сите, ама никој не преземат никакви мерки. Кои се одговорите од таму? Одговорите се никој ништо не реагираат, сакат да земат водата под комунално и затоа не реагираат. Од општина Берово, односно од јавното предпријатие Услуга, изјавија: Значи водоводот во двориште не е под наша надležност. Водоводот во двориште е на местното население и тие местната заедница го одржава водоводот и тие се одговорни. Јавно здравје зема проби 2 пати во годината и ако треба нас не повикуваат само да хиперхлорираме водата, да го хиперхлорираме системот, инаку одржавањето е на местната заедница во селото. Под нина надлежност. Од друга страна, инспекторката Катерина Михајловска-Скендерска, инспектор за животна средина, изјави дека жителите во моментот се снабдуваат со вода од цистерни. Јас сум сега во моментот во двориште. Двориште има техничка вода од водоводот. Во моментот вода за пиење се носи со цистерни. Јавното комунално предпријатие работи на хиперхлорирање на водоводот и понатаму во некоја поддалечна иднина се надеваме дека и тој водовод конечно ќе се реконструира така да си добијат и вода за пиење директно од нивниот си водовод. Значи тоа е малце поголем проект на кој што се работи. За целата оваа ситуација која најмногу ги засега жителите на село Двориште, засега трајно решение нема, а чувството е дека ќе го нема и во блиска иднина.